По трагедијата во Кочани, антикорупционерите бараат измена и ревизија на законите за угостителска дејност, инспекциски надзор и законот за заштита и спасување, бидејќи при направените проверки утврдиле низа пропусти и нерегуларности. Комисијата меѓу слабостите го наведува уписот на физички лица во регистарот за вршење угостителска дејност без претходна проверка од надлежен орган за исполнетоста на минимално техничките услови, проверката на условите за вршење угостителска дејност, постапката и условите за издавање лиценца, а велат дека не е јасно и кои дополнителни дејности покри угостителската се опфатени со законот. Во член 4а став 2 утврдивме регулаторен ризик која што се однесува на следново. Таа одредбата овозможува упис на физички лица во регистарот за вршење на угостителска дејност без претходна проверка од надлежен орган за исполнетоста на минимално техничките услови. Согласно вака уредена одредба, доволно е лицето само да достави пријава до Државниот пазарен инспекторат, без обврска надлежниот орган да ја верификува точноста на наводите пред уписот. Во што се состои ризикот? Ризикот се состои во тоа што постапката е формално завршена, без реална потврда на исполнетост на условите, се создава правна празнина поради отсуство на обврската за контролен надзор пред регистрација и се отвара простор за декларативни пријави, што во пракса значи дозвола за вршење на дејност без реална проверка, што може да има последици врз здравието и безбедноста на гостите. Комисијата утврдила слабости и кај казнивоста. Висината на казните, вели Димитровска, не е сразмерна со тежината на можните последици, особено кога прекршувањата се однесуваат на заштитата на животот, здравието и безбедноста на луѓето. Се препорачува да се преиспитаат прекршочните одредби и да се примени трикратниот износ на глоба за сериозни прекршоци. Се евидентира, односно се забележува правна неусогласеност со други системски закони, пред се со Законот за инспекцијски надзор и Законот за прекршоци, што води до правна несигурност и различна примена во пракса. Овие нормативни слабости создаваат простор за коруптивни практики, злоупотреба на дискрециони овластувања и нееднакво постапување кон различни субјекти во идентични или слични ситуации. Извештајот од спроведената антикорупцијска проверка ќе биде јавно објавен, но ќе биде и доставен до предлагачот, како и до институциите што ги имплементираат и регулираат овие закони.